Скандалозна одлука на Скопска апелација. Судот го одби барањето на осудените за случајот 27 април, кои бараа постапката да се повтори. Со ова пропаѓа нивната надеж дека ќе успеат да издействуваат нов судски процес со кој би ги образложиле своите аргументи дека не се терористи и би добиле слобода. Со оваа одлука апелација го потврди решението на Кривичниот суд, донесено на 15 декември минатата година, со кое судот одлучи дека нема законски простор за повторување на постапката. Жалбата е отфрлена како неоснована. Образложеното решение не содржи такви недостатоци поради кои што не би можело да биде испитано во однос на неговата правилност и законитост. Изреката на решението е јасна и разбирлива, а во образложението се содржани доволно причини за решителните факти и за замените правни ставови на судот. Обвинетите во повеќе наврати се изјаснија дека бараат повторно судење за да излезат на слобода и да добијат правда, а не амнестија. Сепак од апелација сметаат дека немало доволно изнесени факти поради кои тие би излегле на слобода или пак би им се намалила казната. Судот правилно оценил дека изнесените факти не се подобни да причинат ослободување на лицето, што било осудено или негова осуда по поблаг кривичен закон. Советот не може да се впушти во оценување дали во конкретниот случај од страна на судијата или јавниот обвинител се сторени кривични дела кои се застарени, како и тоа дали исказот на загрозениот сведок бил лажен. За упадот во собранието на 27 април 2017 година во затвор се 16 уставобранители кои се осудени на вкупна затворска казна од над 200 години, и тоа како терористи. За експертите, но и за целокупната јавност, нивното судење беше класичен пример за политички монтиран процес, полн со политички влијанија, неправда и кршење на човековите права и слободи. Тоа што македонските судови со години како да не сакаа да го видат, многу јасно го видоа во Страсбур, тамошниот суд за човекови права пресуди во корист на обвинетите. Оттаму има неколку пресуди кои ги потврдија аргументите на одбраната за политичко гонење на обвинетите за настаните од 27 април.